Недостигот на работници и слабиот одзив на партнерите од странство за нови порачки ја оставија текстилната индустрија на колена. Работодавачите бараат начин да најдат спас и излез од кризата, која изминатите години постои во оваа гранка. Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи вели дека веднаш по формирањето на новата влада ќе разговараат и ќе побараат да биде донесен законот за ослободување од придонеси на порастот на плати. Што од новата влада треба да се формира владата па да видиме какви барања. Ние многу пати досега сме барале за одредени олеснување во вид на намалување на даноци и придонеси на нашите работници, затоа што се работи за една трудоинтензивна дејност, а знаете според нашите закони најмногу се опорезени платите за разлика од имото и приходи од капитал и така натаму. Поранешната влада имаше најава дека ќе донесе нов закон за ослободување од придонеси на порастот на платите по урнек на законот што беше од 2019 година кој даде навистина многу добри резултати во врска со порастот на платите, но тоа не се случи, баш тоа беше во екот на заминувањето. Дали новата влада пак ќе размислува нешто такво, треба да разговараме со неј. Ако се донесе ваков закон, тоа ќе значи олеснување за фирмите, а товарот од покачувањето на платите да падне на товар на државата. Тоа ќе значи дека вештачкиот начин, политичкиот начин на покачување на платите во Македонија на еден начин ќе падне и на товар на државата, затоа што знаете во услови на зголемување на минимална плата, особено зголемување на просечна плата заради немање доволно работници, платите се драстично покачени, а на оние фирми кои имаат поголем пораст на платите, фактички на разликата помеѓу платата што било да речеме 2023 и 2024 на таа разлика да се ослободи од плаќање даноци и придонеси. Димитров посочи дека најавата за отворање на нова фирма во Штипската тир зона представува страв за нив, дека дополнително ќе останат со уште помалку вработени.